Правилникот за регулирање на постапката за собирање потписи за независни кандидатури за предстојните локални избори, донесен од страна на Државната изборна комисија, денеска се најде пред уставните суди. Постапката беше оспорена преку иницијативи поднесени од Светски македонски конгрес. Пред уставниот суд е Михајло Видимлиски. Михајло, дали уставен поднесе постапка за донесениот правилник на Државната изборна комисија со кој се предвидува прак од 2 потписи за независни кандидатури? Тања, сепак мнозинството уставните суди одлучија да не поведат постапка по иницијативата на Светскиот македонски конгрес и Тодор Петров, со која што беше оспорен правилникот, а со кој што се уредува постапката за собирање на потписи за кандидати и кандидатски листи. Ова е одлуката на Уставниот суд. Денеска се најде ова иницијатива на седница, со кој што беа оспорени некои од одредбите од изборниот законник, односно дека со правилникот и кој што беше донесен од страна на Државната изборна комисија биле прекршени одредби на изборниот законник, сепак мнозинството суди и согласањето одлучија да не поведат постапка во однос на оваа иницијатива. Јадранка Дабовиќ, судијката која што беше известител за оваа иницијатива, рече дека сепак Државната изборна комисија постапила во рамки на своите овластувања. Пред малку пресконференција овде во Уставниот суд одржа и председателот на судот Дарко Костадиновски, кој што помеѓу другото кажа кои се аргументите зошто била донесена таквата одлука, односно да не се поведе постапка по иницијативата на Светскиот македонски конгрес, но и рече дека Државната изборна комисија имала правен основ и должност да донесе таков правилник. Во продолжение да слушнеме кои се аргументите во однос на одлуката на Уставниот суд. Еден од клучните аргументи беше дека изборниот законник со правната празнина создадена со нашата одлука не го регулира прашањето за критериумот за потребните потписи, но во сила во самиот изборен законник и натаму се одредбите според кои потписите на избирачите во постапката за кандидирање се собираат на начин и во постапка што ја уредува Државната комисија со свој правилник. Од тука, одлуката на ДИК за поднесување на предлог на кандидатски листи да биде потврдена со важечки личен документ со најмалку 2 избирачи, представува составен дел на постапката за кандидирање, што е и предмет на уредување на оспорениот правилник, и тој не представува ограничувачки услов. Она што е важно да знае и јавноста е дека Државната изборна комисија има правен основ и таа била должна да донесе таков правилник. Така, Тања, инаку само да појасним дека председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски и кажа дека на оваа одлука и претходеше жестока расправа помеѓу уставните суди овде во Уставниот суд. Дел од уставните суди беа на став дека сепак поради непостапувањето на собранието кога беа укинати дел од одредбите на изборниот законник, Државната изборна комисија немала друг избор, односно да донесе вакво упатство со кое што ќе се пополни правната празнина. Како што кажавме, ова иницијатива пред Уставниот суд беше доставена од страна на Светскиот македонски конгрес и Тодор Петров. Инаку самиот подносител во својата иницијатива тврдеше дека иако изборните рокови биле во тек, односно Државната изборна комисија постапила надвор од своите овластувања и дека со подзаконски акт пропишала услови за остварување на избирачко право на граѓаните да учествуваат во вршење на јавните функции. Да се вратиме на самиот старт, дека сепак одлуката на Уставниот суд е да не поведе постапка по иницијативата на Светскиот македонски конгрес. Михајло, ти благодарам за информациите.